Имаме мощна, значајна и актуелна тема, односно објавен е јавниот повик од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделците од ИПАРД програмата 2021-2027 година за можностите и за условите за добивање на грантовите од мерката 1. Ке зборуваме со магистар Пеце Стојковски, директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Добро ви утро. Добро утро. Ви благодарам за можноста да ја презентирам ИПАРД програмата. Како што спомнате, во тек е јавниот оглас за поднесување на барање за финансиски средства од ИПАРД програмата и тоа мерка 1. Таа мерка 1 од страна на земјоделците позната како мерка за тракторите. Ова ИПАРД програма во Република Македонија е достапна од 2007 година и целта на оваа програма е да се зголеми земјоделското производство и можноста на инвестирање во руралниот развој, се со цел да имаме поконкурентно земјоделско производство и да се доближиме до стандардите на Европска унија. По-конкретно, со оваа мерка вкупниот грант на изнесува околу 7.400.000 евра. Како минимална инвестиција која што земјоделските стопанства треба да ја направат, изнесува 20.000 евра без ДДВ, додека пак максималната инвестиција може да достигне до 750.000 евра без ДДВ. Кога зборуваме за гранто, односно поддршката преку оваа мерка, таа се однесува врз основа на кофинансирање на понесени инвестиции и можноста за поврат изнесува 60%. Овој поврат може да се зголеми доколку инвестицијата се врши пример од страна на во земјоделски стопанства кои што инвестираат во планински области, тогаш може би повратот да достигне и до 65%. И како што спомена колешката, доколку инвестираат младите, односно земјоделците од 18 години до 40 години ги рачунаме млади, тогаш повратот на финансиски средства може да достигне и до 70%. Значи, ова е одлична можност за млади земјоделци. Знаеме дека голем проблем е на нашата земја одливот на младите, меѓутоа преку овие мерки имаме можност да ги задржиме, а вие како АПРЗ сте мостот помеѓу Министерството за земјоделство и помеѓу земјоделците. Кои се приоритетните сектори, кои се може да аплицираат и што ќе може да набават со овие грантови? Како приоритетни сектори во оваа програма се јавуваат сектор растително производство и тоа во него спаѓаат подсекторите житни култури, индустријски култури, фуражни култури и вложувањето во лозови насади, односно само за насади за винова лоза. Друг сектор, приоритетен сектор, представува сектор сточарство, со подсекторите говедарство, свињарство, живинарство и овчарство и козарство. Трет приоритетен сектор е секторот рибарство и ова година има можност да инвестираат во енергија од обновливи извори за сопствена потрошувачка. Тука спаѓа енергијата од сонцето, од ветерниците, геотермалната енергија и биомасата како изворна енергија. Кој се може да аплицира за оваа програма? Може да аплицира секое земјоделско стопанство кое што е регистрирано во одесвениот систем на земјоделски стопанства, може да аплицираат земјоделските задруги или може да аплицираат здружени правни лица. Но треба да напоменеме дека доколку за да аплицира на оваа програма треба да поседуваат минимум 1 хектар земјоделско земјиште. Како опрема за по оваа програма можеме да споменеме дека тие можат да набават градежни материјали за изградба на нови објекти, можат да набават градежни материјали за адаптација и реконструкција на постоечките објекти. Исто така, согласно ова програма, тие може да набават нова земјоделска механизација, како што се трактори, приклучна механизација, мотокултиватори, опрема за садење, може да набават опрема за берење. Исто така, како многу битна работа е што може да инвестираат во повеќе годишни насади. Директор, еве и пред самиот крај, битна информација, нормално дека овие грантови не се даваат туку така, туку се даваат по претходна апликација врз основа на
претходно подготвени проекти од страна на оние кои што ќе аплицираат, значи се разгледува визијата на земјоделецот и потоа се одобруваат, се разбира дека средствата. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трипуновски вчера беше во работна посета на Битола, се сретнавте исто така и со сточарите. Тој рече дека веќе од понеделник заедно сите и вашиот тим на АПРЗ стартувате по одредените места за поголема информираност на сите оние кои што сакаат, а вие и вашиот тим во АПРЗ сте тука за помош, да речеме, за пополнување на формулари и сте еден вид патоказ како да се стигне до одобрување на грантовите. Да, во право сте. На вчерашната средба со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство господин Цветан Трипуновски беше договорена динамиката на инфо денови кои ќе се вршат за запознавање со оваа програма, не само за оваа програма, туку и програмата за финансиска поддршка. Тука ќе бидат овие инфоденови ќе бидат составени од тимови на Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделието, Министерството за земјоделие и платежната агенција. Како што спомнавте, значи нашата агенција му изготвува барањата на земјоделците и им помага во изготвување на деловните планови и техничкиот предлог за да може да имате успешна апликација. Значи од огромна помош и како што реков продолжена рака сте на земјоделците. Ви благодарам многу за утринското гостување. Јас се надевам дека колегите нема да ни забележат што земавме минута две, меѓутоа споделивме на вистина корисни и потребни информации и се и ова со цел да привлечеме и да оставиме што поголем број на млади земјоделци овде во нашата Македонија. Студио